Годинава квалитетот на лебното жито ги разочара сите. Намака се и земјоделците и откупувачите. Во споредба со претходните житни сезони, пченицата сега е со најслаб квалитет. Квалитетот оваа година мислам дека како да кажем, можеби не е со задоволително ниво. Причина се знае дека се климатските услови, имаше поплави, врнежите не беа распоредени равномерно и квалитетот, мислам, ако се земе како некоја оцена средина, може да се каже. Одлично, околу втора класа. Цените се тие согласно дефинирани владата на Република Македонија, што се. Освен квалитетот, годинава и приносите се катастрофално лоши, па во некои делови од регионот нивите дадоа и до 50% помалку род. Слабо, многу слабо и слабо род, повише болести се појавија и така. По 13 вреќи. А лани повиш 24. Токму поради ова, количините кои се откупени се далеку од задоволителни. Откупени се некаде околу 30 тона, вака може плюс минус некаде. Мислам дека можно да откупиме уште некои минимални количини. Од оваа година не сме задоволни. Но, според земјоделците, причина за малите откупени количини се ниските цени кои ги нуди државата, па голем дел од нив пченицата не им ја дават на откупувачите. Зимата со мера, зимата државата, не сме брали, а и дима да продам не продам. Чувам за гојата. Не се за свињето, милно кром шопа. Ова е една од најлошите житни сезони во последните неколку години, зошто количински се откупија речиси половина помали количини отколку досега. Дали ова значи дека повторно граѓаните ќе го плаќаат цехот преку нова и повисока цена на лебот? Ке се знае на есен.